Zdravo na siti, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Skoro pa 2 meseci se nemam stacionirano za ovaka da vi snimam neko statično video i bukvalno sam zaboravil kako se snima. Na samem početku sakam da vi se izvinam na site potencijalni greški v tekot na videoto. Zabeležujem da osvetljovanjето mi je onaka mega lošo, to znači da isto to ova video za mesec do 2 već nema da mi se dopadja, no kako i daje morav da sednam za da vi snimam video, kako i daje i nekako da se vratam na YouTube. Nikoš ne se otkažav, niti imav namera da napravim nekakva pauza, međutim pauzata sama po sebe se sluči. Сега постојат десетина реални причини за тоа, меѓутоа не би сакал да барам оправдувања, просто имав потреба да си ги наполнам некако батериите, да додам при себе. Имам премногу обврски, раштркан сум на сите страни и буквално немав доволно време, ниту услови да му се посветам на ова мое хоби, односно снимањето за на YouTube. Така што еве сум, се надевам дека од ова видео многу почесто ќе ме гледате на мојот YouTube канал. Затоа, доколку се уште не сте предплатени на истиот, направете го тоа веднаш со клик на subscribe. Да не должам многу со најавата, кој ме следи на Instagram, предпоставувам дека знае зошто ме немаше. Нема потреба се повторувам. Еве, одлична прилика и да ве потсетам да го следите мојот Instagram профил, затоа што таму на Insta Story објавувам буквално све. Шала на страна, за денеска одлучив да ви снимам едно според мене мега гига интересно видео, кое искрено сакам да прерасне во серијал. Се вика Преценето или Подценето. Ова не постои во Македонија како концепт за квиз или видео. Меѓутоа, кога од вас на Insta Story барав да ми предложувате идеи за видеа, некој ми го имаше напишано ова, па ја малку прогуглав и сватив дека во Србија постои некаква емисија која се одвива на овој принцип. Вие ми пишувавте термини, луѓе, настани и така натаму, кои јас ќе ги анализирам во денешното видео и на крајот ќе констатирам дали тоа нешто е преценето или подценето. Мислам дека ова ќе биде интересно, затоа ви препорачувам да останете до крајот на видеото. За ако евентуално ви се допаѓа, да го лајкнете и да ми го напишете тоа во коментар, за да знам дали да продолжам ова во вид на серијал. Јас искрено би сакал. Па ајде да видиме што вие сте ми пишувале на Инстаграм. Океј, прво па мушко, што се однесуваат од звездите на Грант. Сметам дека шоуто како шоу е подценето, од причина што луѓето мислењето за ова шоу го стекнале пред 10 години, кога истото беше некако најактуелно. И мислат дека се уште таму се пеат исклучиво турбо фолк песни, сметаат дека тоа шоу е рурално шоу, дека тоа шоу го гледаат само пензионери, народски кажано селјаци, што јас апсолутно го демантирам. Секој од вас кој гледат звездите на Грант сваќа дека шоуто е далеку напредено од пред 10 години. Не велам дека тогаш било лошо, меѓутоа тогаш ни јас не сум гледал. Денеска и гледам и сум учесник и сметам дека во истото тоа шоу постојат многу квалитетни луѓе пред се, а потоа и пејачи. Така што од тој аспект мислам дека шоуто е подценето. Од друга страна знам дека е едно од најгледаните телевизиски проекти на Балканот. Таа статистика можеби и го демантира мојот одговор. Најгледано е, но со причина. Кога се реални шоу прашање, некако скептичен сум да одговорам, затоа што од една страна мислам дека се подценети, од друга страна мислам дека се преценети. Реалните шоуа не се она што беа пред неколку години. Постојат реални шоуа во кои што јас и ден денеска би прифатил да учествувам, како што е на пример Survivor. Меѓутоа она што е задруга, парови и така натаму, тоа е некако дегутантно и сметам дека без разлика на тоа што сум бил учесник во 2 реални шоуа, сметам дека се преценети од аспект на тоа колку всушност се гледани, а колку будалаштини се емитуваат. Од друга страна постојат сепак квалитетни реални шоуа кои се подценети благодарение на оние кои се преценети, а емитуваат будалаштини. Вали да ме сконтавте што сакам да кажам. Ана Бучевиќ, па не знам, Ана Бучевиќ е подценета затоа што се уште постојат луѓе кои не знаат која е Ана Бучевиќ. Учењата на Ана Бучевиќ многу често се подценувани од страна на луѓе кои не се свесни дека се креатори на сопствениот живот и виновници за секој личен неуспех. Со самото тоа сметаат дека Ана Бучевиќ продава магла. Јас ја почитувам Ана Бучевиќ, ги гледам нејзините видеа, ги читам нејзините книги, верувам во се што ќе каже.
верувам во законот на привлекување, верувам во вортексот, верувам во буквално се. Пробувам тоа некако да го присвојам, да почнам да го живеам. Дел од тоа што таа пропагира, веќе го живеам, затоа што многу одамна ја следам и среќен сум некако што всушност знам која е Ана Бучевиќ и што на време сум ја открил, не знам како тоа да го објаснам. Така што топло ви препорачувам на сите вас кои не знаете која е Ана Бучевиќ, на YouTube да си напишете Сафари духа и да погледнете барем едно нејзино видео. Ана Бучевиќ заслужува многу повеќе. Океј, ова е некако поврзано, медитација. Па исто сметам дека е поценето, затоа што луѓето за медитација мислат дека е губење на време, дека нешто што не функционира. Верувам дека е тешко и не секој знае да медитира. Меѓутоа, доколку нештото не го знаеш, не значи дека тоа не функционира и дека тоа не постои. Така што мислам дека е поценета медитацијата и мислам дека колективно треба да се научиме да медитираме и онака да барем 10 минути во текот на денот да си посветиме самите на себе си и да поразговараме самите со себе си. Предпоставав дека ќе ми предложите некој јутубер, инфлуенсер, како и да е. Ќе го земеме GP за пример со тоа што она што ќе го кажам го мислам за сите колективно. Мислам сите јутубери. GP е несомнено еден од најуспешните, најпознатите, најактуелните јутубери, што ми е особено драго. Меѓутоа сметам дека ниту е подценет, ниту е преценет од причина што тој работи најдолго и тоа го работи доволно квалитетно за да биде број 1. Така што тоа по дефолт не значи дека е преценет, туку го живее она по заслуга, не знам како тоа да ви го објаснам. Сметам дека сите јутубери уживаме третман каков што сме заслужиле благодарение на нашата работа. Океј, предпоставам дека некој ќе ми ја предложи Елена Карлеуша и без многу да размислувам можам да кажам дека е поценета. Затоа што многу често луѓето се дрзнуваат да кажат секакви будалаштини за неа, при тоа не ја познаваат, ниту ја следат генерално нејзината кариера. 2 пати гледале Звездите на Грант и налетале на 3 фотографии нејзини на Инстаграм и врз основа на тоа си дозволуваат да изалепат секакви етикети. Јас имав таа привилегија да се запознам со неа и еве да работам се уште во музички проект во кој што таа жирира, јас учествувам. Не навлагам во нашиот однос, зборувам генерално за нејзиниот лик и дело. Јас ја следам многу одамна, ги имам изгледано сите живи нејзини интервјуа и благодарение на истите сум стекнал и како позитивно мислење, затоа што екстремно многу ми се допаѓа начинот на кој што размислува и се изразува. При тоа несомнено е дека таа жена е звезда, па звезда. Трае повеќе од 25 години на естрадата. Елена Карлеуша според мене е подценета. На оваа тема не би сакал нешто многу да дискутирам. Ќе кажам само дека политичарите во мои очи се преценети, затоа што во изминатите десетина години, ако не и повеќе, најголемите звезди у нашава земја се истите тие. За жал, тоа според мене никако не е нормално. Политичарите треба да му служат на народот, а не народот на политичарите, затоа што со едно пенкало се бута власт. Мислам дека политичарите генерално се преценети. Јас сум слаб на Макдоналдс. Секогаш кога ќе ја напуштам границата, прво одам во Макдоналдс. Иако сметам дека Макдоналдс е преценет, кога станува збор за цени, сметам дека е прескапо, особено за наш стандард. Меѓутоа, ја можам до крајот на животот да живеам на дабл чизбургер, голем помфрит и кока-кола. Меѓутоа, цените сепак не се реални. Макдоналдс како бренд е преекспониран и претрендовски и по дефолт преценет. Така што без разлика на тоа што сум љубител на Макдоналдс, слободно можам да кажам дека е преценет. Ајде ке зборувам генерално за сите Netflix серии и филмови кои се онака инстант актуелни, без разлика на тоа што Елит па и La Casa de Papel се едни од моите омилени серии. Сметам дека се преценети, затоа што не само Елит, не само La Casa de Papel, постојат уште многу филмови, серии, книги, апликации, буквално све живо и диво, кои некако наеднаш влагаат у трендинг и буквално цел свет ги гледа, цел свет ги користи, цел свет ги чита. Тука се занемаруваат сите
недостатоци на истите тие нешта, само затоа што се модерни. Во последно време сите Netflix серии и филмови што и да е, се некако у тренд затоа што Netflix како платформа е тренд. Од тој аспект некако све е преценето, али тоа не значи дека, например, Елит е лоша серија, напротив, мислам дека го заслужува вниманието кое што го има, како и La Casa de Papel и ред други серии кои се продуцирани или како веќе се вика тоа од страна на Netflix. Така што преценети се, но од друга страна го заслужуваат вниманието што го има. И другари, тука некаде ќе го завршам денешното видео, кое што искрено се надевам дека ви се допадна. Доколку сакате истото да прерасне во серијал, не заборавајте да го лајкнете и да ми го напишете тоа долу во коментари. Не заборавајте да го следите мојот Instagram профил за во иднина да можете да учествувате во некој од следните вакви видеа на начин што ќе ми пишувате термини, јавни личности, генерално све и свашта на кое што сакате да реагирам, односно да го анализирам и да го класифицирам во некој од предвидените две категории, преценето и подценето. Да не филозофирам, сакам да ви се заблагодарам што ме гледавте до крајот. Ако ме гледавте до крајот, имајте убав остаток од денот или вечерта кој да го гледате видеото, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Ćao!